Потоа следуваше твојот Facebook статус со кој што ја извести јавноста, за да, нели, откако објавија некои медиуми, вклучувајќи го и тука работник, стигне демант од страна на АД Просветно дело. Во самиот демант, ја сега ова морам да го прашам во име на новинарската објективност, стои Апсолутно. дека ви било понудено друго работно место во Сити Молчина, но било одбиено од ваша страна. Ваш коментар, твој коментар во однос на ова? Видете, значи во тој период кога се случуваше целата оваа работа, имаше понуди да се дислоцираат работниците од Рамстор, продавницата од Рамстор во Сити Мол. Меѓутоа таа понуда не ми беше дадена на мене, туку и беше дадена на мојата колешка Анастасија, која што категорично ја одби заради дистанцата од нејзиното место на живеалиште до самата работа во Сити Мол. Јас дури тогаш прокоментирав, поради тоа што платите во Сити Мол во таа продавница се значително поголеми и повисоки. Јас тогаш прокоментирам дека јас би ја прифатила понудата доколку мене би ми било понудено да отидам да работам во книжевницата во Сити Мол, заради тоа што платите се за некој процент повисоки, што мене би ми одговарало. Тоа е, мислам, апсолутно нема никакви докази за тоа. Јас барав и од инспекторатот и од самата комисија да достават било каков доказ, значи вибер преписка, не знам, мејл со кој што ми дале понуда, не знам, нов договор кој што бил креиран, сведоштво од некој, значи било каков доказ да ми понудат дека мене ми била понудена работа во друга продавница, што јас категорично сум ја одбила и тоа била причината за престанување на мојот работен однос. Значи, вака, само момент, се извинувам што те прекинувам. Значи, ти работиш во Рамстор, така? И сега во демантот стои дека ти била подадена понуда, но понудата не била за тебе, туку била на твоја колешка. Така е, значи таа понуда беше дадена на моја колешка, имаше момент на дислоцирање на работници од Рамстор во Сити Мол заради зголемени потреби и обем на работа во Сити Мол, да се повлечат работници од Рамстор, меѓутоа таа понуда не ми беше дадена на мене, туку на мојата колешка. Дали се манипулира тука со факти или има некој момент на амнезија, луѓето заборавиле на кој ја даде таа понуда, јас не знам, меѓутоа мене лично не ми беше дадена таа понуда. Имаше ситуација на смена на работници, значи повлекување од Рамстор во Сити Мол, меѓутоа јас таква понуда не сум добила, туку добила мојата колешка. Пак ќе кажам, дали е тоа тенденциозно извртување на факти и околности или е тоа само заборавеност, избунатост и не добра искоординираност помеѓу нив на кој дале усна понуда да се прифрли во Сити Мол на работа, не знам и не навлегувам во тоа, меѓутоа јас цврсто стојам до моето тврдење дека јас не сум добила таква понуда за работа. И исто така, да, како ми дозволиш во самиот демант, демантот беше објавен заедно со барање за извинување и јавно повлекување за нарушување на углед и чест. Мене дури во 2 наврати нивната адвокатка ми пушти на домашна адреса барање за извинување и јавно повлекување. Јас реков категорично тогаш и покрај тоа што бев советувана од некои адвокати и други невладини организации да не се занимавам со нивните тужби, туку да се терам постапката за докажување на дискриминација. И јас одбив да се извинам затоа што знам дека сум во право и располагам со докази. И не ми беше страв да се соочам со нив на суд, баш напротив сакав да видам дали има елементи на повредување на чест и углед и дали има клевета во тоа што го кажувам и дали има навреда во тие Facebook статуси што ги пишувам и ги предизвикав, им кажав и пишав допис на нивната адвокатка дека не сакам и не прифаќам никаква медиација, дека не планирам да се извинам никому затоа што знам дека сум во право и дека едва чекам со нив да се видам на суд. И што мислите, ме тужија за навреда и клевета?
Не, тоа беше само еден добар обид, како што обично се прави кон новинарите и ти многу добро знаеш, ќе си пробаат, дали ќе се извиниш и ќе се повлечеш, ама не би да се занимаваат со тужби затоа што знаат дека постапката на докажување дека некому си го наклеветил или си го навредил е многу обемна, многу тешка, особено ако новинарот има докази за тоа што го пишува и за тоа што го тврди.